Рамазан е исламски празник кој трае во текот на целиот 9-ти месец од исламскиот календар. Се верува дека во текот на тој месец светата книга Куренот му бил откриен на архангелот Гаврил, кој потоа му го пренел на пророкот Мухамед. Рамазан е време на пост и молитва, солидарност и милосрдие во кој муслиманските верници целодневно се воздржуваат од конзумирање храна, цигари, алкохол, но и од лоши мисли, идеи и дела. Постот почнува со изгреи сонце суфур и трае до зајди сонце ифтар. Јадење и пиење се дозволени во текот на ноќта. Од пост се ослободени децата, бремени жени, доилки и болните. Рамазан е еден од 5 столба на исламот. Останатите се верата, молитвите, поклонението и давањето милостина. Тоа е месец на добрина, милост, љубов и простување. Верувањата се дека кога ќе дојде празникот, портите на рајот се отвараат, а портите на пеколот се затвараат. Муслиманите сметаат дека Рамазан на секој дом му носи полни раце дарови, милост, берекет и проштевање. Куранот вели дека Рамазан има 4 димензии – духовна, морална, солидарна и здравствена. Еден од најбитните настани во текот на овој месец е постењето. Секој ден во текот на месецот Рамазан муслиманите низ светот стануваат пред изгревот на сонцето да јадат, оброк пред зората и објавуваат молитва. Сите мора да имаат завршено со јадење и пиење пред да почне повикот за молитва, па се до четвртата молитва од денот. Муслиманите може да продолжат да јадат и пијат по залезот на сонцето, па се до следниот повик за молитва. Рамазан е време за обожување на Бог. Муслиманите треба да посветат повеќе време и внимание врз следењето на исламските учења и да избегнуваат лоши мисли и нерелигиозни разговори. Една од најважните карактеристики на месецот е чистотата на мислата и активностите. Постот има за цел да го продлабочи искажувањето почит и воспевањето на името на Бог, со што и самите верници стануваат поблиску до Бога. Единствено од постот може да бидат оправдани старите, болните, безумните, иако првите две групи морат да дадат напор секојдневно да исхрануваат барем еден сиромашен верник.